Благодарам. Колешка, јас мора да ве подсетам што ова влада направи, чисто за да граѓаните знаат дека ова влада само лажи. И заради тоа да имаат со резерва да го гледаат буџетот што ветувате сега да ги направите. Значи 2,5 години само лажите и сега наеднаш ветувате буџет и ќе го реализирате. Кој треба да ви верува? Кој треба да ви верува? Градско прилеп, знаете колку време ветувате да ќе продолжите со работа? 2,5 години. Од кога сте дојдени на власт и од кога запревте. Обезбедени пари, изведувач, го запревте, раскинавте договорот со изведувачот, барате нов изведувач, ето колку веќе години кусура, и уште немате продолжено да работите. Тоа ги интересира граѓаните. Да ги подсетам граѓаните дека за автопатот Кичево-Охрид велевте дека е криминален, дека се делат провизии, дека за некој ќе одговара за таа работа. Оп, наеднаш, добар бил бе автопатот. И трасата е добра, и не се делат провизии, и кинезите се добри. Само ќе ни требаат уште 200 милиони евра да го дозавршиме. Башка што сте заштедиле 50 милиони, бидејќи биле високи цените, па заштедивте 50 милиони, така кажавте вие. Значи, 50 милиони заштедивте, уште 200 милиони треба да земите, да го дозавршите патот. Заради тоа ги подсеќам граѓаните со кој си имаат работа, со каков лажго премиер си имаат работа. Да знаат, кој ќе слушнат да си чекаат, да си речат. Овај велеше дека многу работи нема да направи. Се колнеше и во македонштината, и во жицата, и во уставот дека нема шанса да го мени некој. Го донел некој заев да го промени уставот. Како не? 6 месеци не помина, штрак уставот по уши. Како да издржам, колешке? Како да издржам да не кажам? Таков човек не е премиер на влада. Кој што вели не го менувам уставот, па го мена. Кој што вели не ми ја гибајте македонската жица, па не жица, на се забореј. Да се вратиме на економијата. Да се вратиме на економијата. Платата. Добро е се зголемат платите. Тоа е добро. Меѓутоа и самата и Светска банка и Меѓународен монетарен фонд ви кажа. Платата треба да ја зголемвате со координација со продуктивноста на трудот. Инаку ништо не правите. Ке добиете еднократен ефект. Ке зголемите платата, ке се потроши. Платата, потрошувачката, ке крени малци и толку. Кога нема реален обрт во економијата, кога нема потреба од повеќе работници, поголема конкуренција, зголемање на плата, додадена вредност на производ. Податокот што ви го кажав треба да не загрижи сите нас. Значи, првите 9 месеци оваа година споредени со првите 9 месеци минатата година, 100 компании на македонската берза помала добивка од 12%. Знаете тоа што значи? Имате осет тоа што значи? Тоа значи катастрофа. Тоа значи крах на македонската економија. Тоа значи она што го предвидовте 7% од даночни приходи, може само да сонмаме сите ние дека ќе го реализирате. Баш кај што сте неспособни, тоа го тргам на страна. Туку нема од што. Неспособни сте неспособни, тоа го дефиниравме. Ама и да сакате да земите од негде, нема од кај да земите. Ево, ви дојде нешто наеднаш сега, можете да прибирате приходи, ојте да ги приберите приходите. Нема. Нема добивка. Нема од кај да земите, луѓе. Нема кој да ви плати данок. Нема компанија што работи профитабилно. И после не ќе си бегале младите во странство. Ќе си бегат. Добро е што на еден начин сте искрени, па вашиот председател кажа дека тој прв ќе бегал. Ама ќе почекаме некој време. Колешке, да завршам, бидејќи немаме поќе реплики. Далеку сте од развоен,
буџет, далеку сте од реален буџет, далеку сте од вложување во човечки капитал. Ова е чиста пропаганда, сеење магла и предизборни ветувања. Благодарам.